Со подигањето на знамето на германското претседателство символично се означи почетокот на 6-месечното раководење на Берлин со Европската унија. Очекувањата кај земјите членки се големи од клучната европска економија која го презема претседавањето во екот на корона кризата, како и до кој степен ќе успее да ги ублажи ефектите од пандемијата. Но очекувањата се големи и од Скопје и Тирана, кои се надеваат дека токму за време на претседавањето на Германија, еден од најголемите поддржувачи на проширувањето, ќе се одржат меѓувладините конференции, за сега неизвестна опција поради ситуацијата со заразата. Берлин, кој поради COVID-19 мораше да ја модификува својата првична програма, сепак не ги заборави преговорите за членство со Северна Македонија и Албанија. Бараме кредибилна перспектива за пристапувањето на земјите од Западен Балкан во ЕУ, нивното приближување кон Европската унија во интерес и на регионот и на ЕУ. Активно ги засилуваме тековните преговори со Србија и Црна Гора и се подготвуваме за почеток на пристапните преговори со Албанија и Северна Македонија со изготвување на рамката за преговори за овие две земји, земајќи ја предвид новата методологија за проширување, се вели во програмата на германското претседателство. Тоа денеска го повтори шефот на дипломатијата Хајко Мас на примопредавањето на претседателството од Хрватска. За нас е важен фактот дека се донесе одлука за старт на пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија за време на хрватското претседателство. Ние сакаме да се надоврземе на таа одлука и би инсистирале за време на нашето претседавање со Советот да се одржат меѓувладините конференции со двете земји. Драго ми е, нама Хрватској. Мило ни е што Германија ќе ја продолжи оваа тема за време на незиното претседавање. Овие силни политички пораки пратени на денот на германското преземање на претседавањето со Унијата не наидува на реакција во земјава. Северна Македонија е во екот на изборна кампања. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.